Добре дојдовте во уште едно дружење во Се за деца. Денес ќе зборуваме за здрав раст, физичка активност и одговорно однесување, со корисни совети и убави пораки за целото семејство. И разговараме со ортопед за појавата на рамни стапала кај децата. Дали треба да се тревожиме кога детето ги има, но и како се работи на решавање на оваа состојба. Родителите можат да препознаат дали детето има рамни стапала, но ќе дадам еден мал вовед првин, дека ние рамни стапала како диагноза не поставуваме до кај од 3,5, 4 возраст. Затоа што стапалото има свој свој развој, кој што како расте детето, така и стапалото се развива. Кога детето е бебе, значи воопшто не ни правиме муабет разговор некаков дека бебето има рамни стапала или кој ќе праша дали моето дете ќе има рамни стапала. Не знаеме да ви кажеме ние од тогаш, затоа што тоа е уште мало стапало во формирање. Има масно перниче кое што се наоѓа токму на местото каде што треба сводот да биде. Со тек на време тоа се ресорбира и се формира, се зајакнуваат структурите, мускулите, тетивниот дел и се формира сводот на стапалото. И тоа е развоен процес, значи тоа станува се подобро и подобро како детето расте, веќе на 3,5-4 години, да кажеме, веќе забележуваме дека се формира сводче и стапалото оди во добар правец, велиме. Но рамните стапала во суштина ги сочинуваат две компоненти. Едното е дека сводот можеби не се формира како што треба и тука е порамно, и дека во делот стапалото и скочниот зглоб оди кон внатре. И сега ке родителите и тој момент е под рамни стапала. Но и тоа газење навнатре е исто така развојно. Значи, детето кога ќе прооди, нормално е да оди малку на поширока основа, стапалата малку кон внатре, затоа што тоа е позиција за стабилност и за одржување на рамнотежа. Да имаме во предвид дека детето е почетник во одењето и дека на секој начин се труди да се одржи таа стабилност и да успее во одот. Кога ќе помине сега таа фаза, стануваме побрзи, повешти, подобри, па одот се подобрува, веќе не се толку расширени нозете, доаѓаат на некоја нормална дистанца и почнува да се оформува и сводчето. Детето исто така, кога ќе се почувствува доволно сигурно, стабилно, ќе почне и на прсти да оди. Не е страшно воопшто. Значи, не значи дека веднаш некаква патологија се случува. Детето кажува, видете ме, јас сум доволно веќе созреан, стабилен, можам и на прсти да одам без да паднам. Значи, доаѓаме до тоа дека стапалото ќе се развива и ние очекуваме спонтано тоа да се случи, мајката природа го прави тоа, некаде од прилика 3,5-4 години. Сега, на таа возраст, доколку стапалото е се уште рамно, значи тој свод го нема, изостанува, допира до подлогата, па дури и во зглобчето оди кон внатре, зборуваме за рамни стапала и така родителите ќе го познаат детето дека еве нешто, и најчесто и родителите многу добро си ги познаваат децата, ги гледаат секојдневно и доколку има нешто секако бараат преглед од лекар. Генетиката не е секогаш клучна, начинот на живот можеби е, бидејќи порано нашите баби дедовци живееле во двор, на нива, во поле, на лозје. Ние кајде да кажам, повозрастните пак сме имале исто така некаков раст на село кај баби, дедовци, боси по нерамен терен. Сега сме многу во затворени простори. Многу одиме само на рамни површини. И едноставно нема дразба стапалото за да го развие тој момент на свод и еластичност на стапалото. И сега ние мораме вештачки тоа да го предизвикаме. Како го предизвикуваме? Со вежбање и носење на влошка и соодветни чевли. Кај рамните стапала, интервенциите, ако мислите на хируршки интервенции, се поретки. Значи, секако се трудиме првин тоа да биде на конзервативен начин. Во таква ситуација, значи кога стапалото е рамно, препорачуваме вежби за стапалата, правилен начин на седење, добар избор на обувки и каде што е потребно ортопедска влошка. Сега и тука имаме малку
разидување, не секоја влошка е ортопедска влошка. Ортопедската влошка значи дека таа треба да има корективна улога и да го коригира стапалото. Но имаме анатомска влошка која што само го поддржува правилната форма и понатаму растот и развојот на стапалото. Што значи тоа перничек е анатомската влошка е со некоја анатомска висина, значи само го следи сводот на стапалото. Ортопедската влошка е повисока, покрута и таа има задача да направи корекција на стапалото. Помагаат, посебно овие базични спортови што ги спомнавме, како гимнастика, балет, да кажеме, каде што се учи специфичен начин на од, има доста вежби кои што и на прсти се изведуваат. Тоа е една и од вежбите која се препорачува кај децата. Некои спортови каде што имаме чевли кои што се крути, тешки, специфични, погодни за тој спорт можеби, но не толку згодни за, да кажеме, за мало стапало кое што е во развој. Значи во тој случај можат тие малку и да кажам да наштетат на детето, но од друга страна да кажам дека можеби детето не е 24 сати на спорт или 8 сати, ќе од 1 сат ќе го заврши тренингот и ќе дојде на училиште, таму кај што најдолго време поминува и надвор кога играат во викенди, да кажеме, повеќе часови се надвор и во тој случај треба да има убава обувка која што ќе биде со сите параметри изгодна. Она што ние најчесто им го советуваме, значи чевлата да има неколку компоненти, значи ѓонот да не е многу тврд. Сепак детето, значи не треба, сега навистина има многу модерни и убави, сето тоа на пазарот избор голем од чевли, но сепак тоа треба да има добра функција за детето. Значи ѓонот да не е многу дебел, детето сепак треба да го совлада тој отпор, треба да има одредена еластичност. Нека пробаат родителите дали можат воопшто да го свиткат ѓонот. Понатаму, посебно кај помалите дечиња, значи да кажеме од 3 до 5 години, глуждето би било добро да е заштитено, значи чевличката да е полувисока. Не плитка многу, значи не премногу висока, полувисока, имаме такви брендови на пазарот. Внатре да има една анатомска влошка. Ете, тоа би било. Кај малите дечиња исто препорачуваме да прстињата, ако се сандалки летно време, сепак да бидат затворени, да не се поти ноџето, да не се лизга, да не се удираат прстињата. Значи, токму едно комфорно чевличе да има детето. Сега, ќе имаат еден парк кој што е за мода и за родендени, меѓутоа, добро е да имаат значи, едни функционални чевлички, такви соодветни топлинки, ако одат во градинка и таму поминуваат голем дел од денот. Следува спортски прилог посветен на физичката активност. Ќе видиме како правилно се вежба и зошто движењето е основа за здраво детство. А теретаната – добар избор за хоби од најрана возраст. Денес овој стресен живот, посебно овие мобилни телефони, ова седење на компјутери, ова гледање филмови по цели денови, не излегување, не физичка активност, знаеме со каков плод вродува, а фитнес центрите, не само фитнес центрите, секоја физичка активност на еден вид, ајде да кажеме дека го лечи тоа. Но најважно е што ние од мали нозе го приготвуваме нашето тело за во постари години да бидеме многу поздрави. Така да многу е поврзано и оној ментален и физички и секаков дел од човечкиот организам што е. Теретаните може да помогнат многу, но сепак има одредени стручни луѓе кои што го работат тоа и сите оние кои што сака да работат треба да работат со луѓе кои што навистина знаат да работат таа проблематика. Ја не знам да работам таа проблематика и кој да дојде со таков проблем го пренасочувам на друго место кај што има специјализирани луѓе кои што знаат да се го работат и кои што се добри експерти во таа област. Веќе се работи сепак за здравје и ние со здравјето најмалку треба да се играме. Па обично некој 13-14 години е идеална возраст да започне. Јас започнав на моја 16 годишна возраст, на 17 веќе излегов на моето прво надпреварување, така да 13-14-15 години некоја идеална возраст за дечињата
и тоа се веќе тенеџерски води и добро е што тука веќе самите деца стекнуваат некои здрави навики. Покри тоа што доаѓаат во теретана или што го обликуваат нивниот физички изглед, исто така многу е битно што тие треба да се договорат со нивните другарчиња, значи стварат некои навики за одговорност, потоа да дојдат овде заедно да извежбат и на крај да се одидат па да се договорат да имат некоја здрава исхрана, така да навистина стекнуваат едни здрави навики уште од мали носе. Само во нашиот фитнес центар 13, 14, 15 години наистина преполно има девојчиња кои што си вежбат овде и јас сум наистина горд на нив, место да се на улица, во кафичи, на мобилни или дома седнати пред компјутер, тие се овде во теретана. Баш пред некој ден разговарав со 3-4 девојчиња, ги прашував што јадат, ми кажуваат дека сите пазат на храна, јадат здрава храна, гледаат доручик што има, ми кажуваат навечер кога се одат после теретана што вечерат, така да веќе тоа е многу променето, тоа било некогаш, но веќе теретаната не е за билдање мускул, туку за билдање мозок и карактер. Ние не треба да бараме мотивација. Мотивацијата е нешто краткорочно што може да ни трае да отидам денес во теретана. Ние треба да створиме дисциплина. Кога ќе има дисциплина, мотивацијата сама по себе си дојде. Јас кога знам дека треба да дојдам во теретана во 19 часот, кога ќе дојдам овде мотивацијата ја најдам овде кога ќе почнем да вежбам. Така да никој не треба да бидејќи мотивацијата е многу нешто краткорочно, треба да имаме дисциплина, треба да имаме еден карактер да створиме во себе и треба тоа да го правиме со љубов и најважно е да знаеме дека правиме нешто за себе. Кога знаеме дека правиме нешто за себе, воопшто нема да ни биде ништо тешко и ќе биде долгорочно. Најважно од се да го оставиме егото позади врата кога ќе влеземе во теретана, да го тргнеме настрана, да не доаѓаме овде и да гледаме колку повеќе кренеме, туку ова е многу паметен спорт и ова треба да го правиме, ова едноставно го обликуваме нашето тело, како што кажав, со мозок, а со мозок треба и да вежбаме. А ако не знаеме нешто, треба да прашаме, бидејќи има соодветни луѓе кои што навистина работеле години и години на тоа, кои што се сертифицирани и кои што знаат правилно да не упатат како треба да вежбаме, бидејќи навистина може да дојдем до многу повреди ако неправилно вежбаме. Има деца кои што навистина, како што кажав, тоа егото кој повеќе ќе крене бенч или чучниви и може да дојде повреда која што цел живот може да ги прати, веќе никогаш да не се вратат во теретана. И затоа на сите и овде јас вежбам кога е најголема гужва, кога се сите присутни овде, сакам да видат, да гледат како јас вежбам и јас да гледам како другите вежбат, било со кој да можем да одам да поразговараме, да му кажам како правилно треба да се вежба. Нема лимити, си го пратат нивното тело, така да све е индивидуално, све е од нивните физички можности и способности. Има 15, 16, 17 години деца кои што физички појаки, кои што може нормално и повеќе вежби да направат, и повеќе серии, и повеќе повторувања. Девојчињата нормално дека имат повеќе посветуваат на задник, нозе, стомак, така да секој си го има своето, си го најде своето и си го прилагодува она што е најдобро за себе. Протеинот е добар затоа што ние во една мерица протеин внесуваме негде 20-25 грама протеини, а треба да изедеме 300-400 грама пилешко месо, например, за да ги внесеме истата грамажа на протеини. И подобро наутре да му дајме една мерица протеин и корфлекс или овес и смрзнат овош и малку путер, и имаме еден здрав, избалансиран доручек, полн со протеини, јаглени хидрати, отколку да јадат оние чоколадни и други работи кои што се полни со шеќери, а знаеме тие шеќери како работат во организмот. Посебно пак и машките стварат многу проблеми, исто и девојчињата, така да ова е многу поздраво и многу подобро го искористува телото. Нормално е апел и до младите и до родителите. Родителите најпрво да бидат пример за нивните деца, да си ги земат за рака и да дојдат во теретана, дојдат на водна да проштат, било кој спорт да го практикуваат, да бидат тие пример, да јадат првен здрав оброк, па потоа на нивните деца да им кажат што треба да јадат, а младите па тие напротив нека бидат пример на своите родители и нека учат и родителите од нивните деца, бидејќи децата се многу понапредни денес и така нека доаѓат, нека створат навики, бидејќи овие навики може да ги пратат цел живот и ова може да им помогне многу во животот. Прво да се изградат како личност, не збориме само физички да изгледат убаво, туку и ментално и да запознаат многу пријателства овде и ова да биде еден долгорочен процес кој што ги трае цел живот. Со фармацевтки разговараме за лековите, нивната правилна употреба, ќе дадеме совети за овој период од годината и ќе научиме зошто лековите не се играчки и секогаш се користат со совет од професионалец. Родителите за своите најмили во аптека најчесто доаѓаат по сирупи, супозитории за намалување на телесна температура и болка, пробиотици, препарати за настинка, кашлица, раствори за нос, од типот на спрееви, морски
морски раствори, витамини, препарати за појачување и за зголемување на имуниот систем. Секако доаѓаат и за креми, масти, во случај кога имаме појава на осип, некој иритација, атопичен дерматит. Често пати се случува да дојдат и за совет, не само за лек, со тоа што ја прави улогата на нас фармацевтите како здравствени работници многу важна. Но пред да се одиде во аптека заради здравствен проблем на детенцето, важна е превенцијата. Кај дечињата за превенција најважно во овој период на настинки и грипови, најважно е редовна хигиена на рацете. Потоа што е можно подолг престој во области каде што имаме свеж и чист воздух, избалансирана исхрана, доволен сон, секако примена на препарати збогатени со витамин С, со витамин Д, тоа се разбира оди по препорака, додека за лекувањето оди со употреба на препарати за симптоматска терапија. Значи се одат лекови или препарати за намалување на покачена телесна температура, за да се ублажи кашлица, да се олесни носот, потоа доволно течности, доволен внес на течности, одмор. Антибиотиците во секој случај не доаѓаат во предвид кога станува збор за вирусна инфекција и многу е важно секогаш да се земат во предвид советите со лекар или фармацевт. Антибиотиците се безбедни кај децата само доколку се правилно препишани. Значи, тие можат да се користат уште од најрана возраст, од самото раѓање на детето, но е многу важно дека се индицирани само при бактериска инфекција со точно дефинирана доза и време траење. Не се користат при настинка, при грип, при вирусна инфекција. Сега морам да го напоменам дека значи, нерационалната и употреба на антибиотиците доведува до зголемена резистентност, отпорност на бактериите и несакани ефекти, така да препорачливо е само употребата на антибиотици колку што е можно повеќе да се одбегне. Денес мора да се спомене и загадениот воздух. Децата како најчувствителна категорија треба да имаат соодветна заштита. Што можат родителите да обезбедат во аптека за да го заштитат своето дете? Маските. Значи, маски со оние специјални заштитни филтри, она што се според препораките од Институтот за јавно здравје, нормално доволен внес на витамини, антиоксиданси, значи за да се спречи штетното влијание на слободните радикали и она што претходно напоменав, колку што е можно повеќе престој каде што имаме доволно чист воздух. Постоја дечиња кои имаат сензорна одбојност кон лекови во вид на апчиња и пилули. Сепак постојат соодветни решенија за тие успешно да го внесат лекот. Има решение за се, значи прво изборот на соодветна фармацевтска форма. Значи може да се оди со избор на сируп, капки или супозитори. Секогаш може да се прави мешање со мала количина на храна или некој пијалок, но во секој случај за тој момент мора значи родителот да се консултира со фармацевтот во аптека, да не пројави некоја интеракција помеѓу лекот и храната. Исто така секогаш кога се администрира, посебно за течните форми, пожелно е да се користи шприц наместо лажичка. Сега морам да го напоменам моментот дека тука е многу важно позитивниот пристап од страна на родителите. Пристапот да биде позитивен, да не се создава некое чувство на страв, значи да биде со позитивна мисла, дека не е ништо страшно, дека даваме лекче кое само ќе помогне и ќе ни ги ублажи симптомите и дека после тоа детенцето ќе се чувствува одлично. Мешањето на лекот со храна и пијалоци може да се употреби како трик да се залаже детскиот организам кога истиот има непријатен вкус. Треба да се внимава заради интеракциите, инаку точно е дозволено значи да се прави мешање со мала количина на храна, обично со пијалок оди тоа, колку за да се маскира вкусот. Но не секогаш хемијата победува. Некогаш постојат и природни извори на лекови и витамини кои може да се употребат соодветно. И природните препарати се како една
дополна прилекувањето, но треба да се земат во предвид дека и тие имаат многу несакани ефекти, дека имаат активни компоненти и дека не се секогаш безбедни и за сите возрасти. Во лековите од природата доминираат билните чаеви, а може да се употребат за различни состојби. Од билните препарати кај дечињата дозволени се чајот од камилица, чајот од нане, анасон, можеби чаевите од шумски плодови, као оние деца каде што нема пројавено и родителите се запознаени дека немаат пројавено некоја алергиска реакција. Аптеката е продавница за здравје, а набавката и конзумацијата на лек на дечињата секогаш може да им се направат поприфатливи на вистински начин. Денес постојат препарати за превенција, но и за лекување кои ќе ги прифати дури и најприбирливото пациентче. Но сите тие треба да се конзумираат со претходна фармацевска консултација. Во продолжение следува разговор со јавна личност и родител. Ќе слушнеме искуства за родителството, предизвиците и радостите во секојдневниот семеен живот. Toše, toše, denne stoj pak po čoše, stoji taka kako trsa, a to kniga nema vrsta. Како да си ставим во центрифугата ти е ставена на најако, а ти треба да се задржиш да не се вртиш многу. Сменето доволно затоа што секако темите почнат да си ги менувам повеќе во смер на мајчинство и во одгледување дечиња. Најчесто да сакам на мојот профил Мелисања Лала сакам да споделам позитивно искуство со децата, кога сме имале некаков проблем со децата, како сме го решили и така натаму, бидејќи јас кога ги растев моите дечиња од најмала возраст, многу ми помагаа некои такви контенти да се пронајдам дека не си единствена, дека има решение за се. И така да откако ги имам дечињата, се повеќе и повеќе профилов како они да го поседуваат, а не јас. Повеќе има клипчиња од игрите на Део и шутирањето на Ијан отколку од мене. Јас претежно го споделувам приватниот живот, она што мислам дека јас е интересно и забавно за публиката. Немам некоја голема загорчена, скриена приватност или нешто што многу да кријам. Како што кажав, сакам и позитивните интересни работи да ги споделиме, некогаш сакам и негативните ги споделиме, да си покажеме дека животот е реален. И на мојот Инстаграм профил, и мојот Инстаграм профил е стварно реално како ние си го поминуваме денот. Не знам дали до крај ме имаат научено, ама многу се трудат, трпение. Трпение, фокус и концентрација, бидејќи многу треба енергија, многу уво за слушање, за да успееме да ги научиме дечињата и да видиме позади тоа што они ни кажуваат, што всушност сакаат да ни кажат. Не се справувам бидејќи немам избор. Значи, кога сум уморна, денот мора да се истера до крај, кога сум најуморна, исто мора да се истера до крај, и кога не сум уморна, исто мора да се истера до крај, така да мојот умор во однос на мајчинските обврски и животните обврски не ми прави некоја разлика, бидејќи немам некој избор. И не ни сметам дека сум некоја совршена мајка, се трудам да си бидам онаа верзија од себе што ја мислам дека е најдобро за моите дечиња. Сите дечиња се различни, сите мајки се различни и не верувам дека има исклучителен примерок на некоја совршен облик на мајка како треба да изгледа по дефолт. Многу ме плаши посветеноста, општо зборувам на децата, не само на моите на децата пред екраните колку време поминуваат. Моите деца имаат лимитирано време колку поминуваат пред екрани и ме плаши кон што се стреми и се движи овој свет, бидејќи дечињава некако се помалку знаат да се играат и да се најдат сами занимации и активности, се повеќе, значи да седнеш 6 дечиња на едно место си ги донел да играат, они бараат телефони за да гледаат во телефоните. За сега некако се справувам, ама мислам дека како растат децата ќе биде се потешко справувањето со мобилните телефони. Јас гледам да ги научам на животот овде, што е овде реален живот, за да не си прават филмови утре кога ќе пораснат дека треба биде животот поинаков. Ние овде сме малку и поживи, и поотворени, и подиректни, така да децата мора да се научат да си бидат во овој свет. Не се чувани под стакленот звоно ни еден час во животот откако се родени.
значи на ниедна тема и во ниедна конотација и така и планирам да продолжам да ги гледам. Најголемо задоволство ми е тоа што гледам дека си имаат некаков смер и си имаат визија за што сакаат, барем сега да бидат во животот. Ијан сака да биде фудбалер и целиот негов ден е околу фудбалот и се е на тема дрес, копачки, топка и тренинг. А Део пак од друга страна е некоја си покреативна душа, он многу сака да црта, да слика, сега има најнов интерес дека сака да глуми и да стане режисер. Јас сум Јан Пецаковски. Сум од градот Скопје, имам 9,5 години. Тренирам фудбал во клубот ФК Карев. На која позиција си? Играм средина и лево крило. Колку време веќе тренираш? 4,5 години. Кажи ми кој ти е на фудбалот? Мес. Мес. А за кој клуб играш? За клубот ФК Барселона. Јас се викам Деа, се презивам Пецаковски. Музичко. А ликовно? Ликовно. Кажи ми што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Глумец во филмови. Глумец во филмови? Во страшни. Во страшни, зошто во страшни? Така. Не се плашиш кога ќе страшни филмови? Више хорор гледам, не страшни. Мене повеќе ме интересираат хорор филмови отколку фудбал. Идеален ден да си бидеме далеку од екраните, да си седнеме заедно да си ручаме, да си разговараме во текот на ручекот, да си споделиме сите работи што ни биле во текот на денот, да имаме заедничка активност. Обожавам кога си играме заедно и обожавам кога гледам нивниот интерес да си играме заедно, да шетаме, да поминеме малку спорт, малку креативност, да си згушкаме на крај да си легнеме заедно. Да бидат искрени, да бидат честни пред се, а се тоа и да имаат добри здрави навики. Се тоа останато можат да си заработат и да си купат со парички. Емисијата ја завршуваме со анимиран филм кој на забавен и разигран начин носи важни животни лекции. Совршен начин за крај на нашето дружење. Бунтовната принцеза е шарен и динамичен анимиран филм за млада принцеза која одбива да живее според туги правила и храбро го следи својот сопствен пат. Преку авантура, хумор и топли емоции, филмот не води во свет каде што самодовербата и искреноста се најголемата сила. Филмот нуди забавна приказна, впечатлива анимација и позитивна порака што им се допаѓа и на децата и на возрастните. Тој инспирира со силен женски лик и покажува дека храброста не значи бунт без причина, туку верност кон себе. Децата учат за важноста на пријателството, прифаќањето на различностите и носењето одговорни одлуки. Филмот ги охрабрува да веруваат во себе, да ги следат своите соништа и да разберат дека вистинската сила доаѓа од добрината и искреноста. Благодариме што не следевте. Останете со нас и во следната емисија.